Секојдневните врнежи од дожд го забрзаа растот и ширењето на дивите треви насекаде во Скопје. Екипите на јавното претпријатие Паркови и зеленило задолжени за одржување на зеленилото во градот, како и општинските комунални претпријатија, според зборовите на граѓаните доцнат со косењето на тревата, која станува дури и опасна за минувачите. Именно Светле Силјановска, наша редовна гледачка од општина Бутел, револтирана од ненавременото косење на тревата, се обрати до нашата редакција со надеж дека ќе ги поттикнеме локалните власти и комуналните претпријатија одговорно да ги извршуваат обврските кон граѓаните. Таа во писмо до Прва Скопска вели: пред некој ден излезе смог од тревата. Ние сами искусивме кај нашиот дел, но тоа не е решение. За проблемот поразговаравме со првиот човек на општина Бутел, кој одговорно тврди дека екипите на општината редовно работат на одржување на јавните површини, за кои имаат надлежност. Тој одговорност побара од јавното претпријатие Паркови и зеленило. Она што се случуваше во изминатата недела и неколку денови, се поголемите дождови кои што тревата почна нагло да расне и да имаме проблеми. Сервисните улици редовно се одржуваат и со сигурен сум дека се и веќе 100% искосени. Проблемот ни е централниот дел каде што ги имаат комуналеци и Паркови зеленило, но еве минатиот викенд работевме во 2 смени и саботата и неделата и се гледа дека е веќе расчистен тој дел, а во иднина ќе обрнуваме малце поголемо внимание затоа што ни се судираат често пати проблемите со Паркови зеленило и со комунална хигиена. За одговор се обративме и до јавното претпријатие Паркови и зеленило, од каде што не информираа дека претпријатието е одговорно за одржување на зеленилото кое е под ингеренција на град Скопје, односно за одржување на зеленилото во градските паркови и по магистралните улици и булеварите. За зеленилото во блоковите и внатре во населбите одговорни се општините, велат од претпријатието. На сличен проблем се пожали и гледач од општина Киселавода, кој како што вели, општинските власти значително доцнат со косење на диво нараснатите треви во близина на станбените објекти. За став поврзан со овој проблем, одговор побаравме од локалната самоуправа, од каде што велат дека општината преку секторот за местни заедници редовно и секојдневно врши одржување на тревните површини.